Во следните 15 минути разговараме со универзитетскиот професор Људмил Спасов во однос на неколку прашања поврзани со македонскиот јазик од политички аспект, меѓутоа и од институционален аспект, колку ние се грижиме за македонскиот јазик. Професоре, добро дојдовте во утрински брифинг. Добре, најдобро. На раскрсница сме некако со ова прашање со оглед на тоа што вчера го славевме празникот на словенските просветители и ја имаме автокефалноста на македонската црква и ја имаме од другата страна Бугарија, која што преку својата Академија на науки го негира постоењето на македонскиот јазик. Вам ви се чини ова апсурдно или? Па е апсурдно, меѓутоа да ве потсетам дека тоа со Бугарија не е нова работа. Па да, ама Туку тоа потекнува некаде од крајот на 19. век, од она време кога се јавува македонската национална мисла, значи конкретно македонската национална мисла во смисла на формирање, желбата за формирање на држава и желбата за формирање на стандарден јазик македонски, и тога се јавуваат, да речам, отпори во бугарската средина, која што и во тоа време не е вистинска држава како што е сега, нели нормално. И тоа може би да се каже дека трае од оние времења. Се засилува особено по Втората светска војна, по оној обид меѓу Тито и Георги Димитров за обединување нели на Пиринска Македонија со Вардарска Македонија. По пропаѓањето на тој обид, а тоа е познатата резолуција на Инфобирото од 1948 година. Тогаш кога се засилува бугарската реакција, реакционерните сили се засилуваат и таа Димитровска политика паѓа нели во вода. И сега дали тука се вмешани големите сили, мислам конкретно на Русија, тоа е веќе големо прашање. Точно е. Од тогаш потекнува од наша страна еден многу значаен одговор на Блаже Коневски по повод на новиот напад на нашиот јазик, книжка што неодамна ја преиздадовме со една поверна студија нели од моја страна и на колегата историчар Далибор Јовановски. И потоа како што се менува политичката ситуација исток-запад, да речем, Бугарија на моменти се смирува, на моменти повеќе напаѓа. Еден од големите напади е 77-та година, ако не се лажам, кога објавија цел памфлет во нивното списание бугарски јазик или български јазик, во кое што го објаснија дека не постои македонскиот јазик, дека тоа се бугарски дијалекти и така натаму и така натаму. И сега најновото е, пред 2 години, се објави така наречената нивна бјала книга, и односно бела книга, во која што практички, оние што знаат, ќе видат дека ги повторија истите ставови, ги повторија дури истите текстови од таа 77 година, нели? Што значи тоа? Тоа значи дека и таму постојат можеби две струи, едната прогресивна, да речем условно речено проевропска, и едната реакционерна, која што едноставно се пата во позиција пата. Па не знам колку се пата. Реакционата како поголем замав да има во Има, да, бидејќи таа од секогаш била етаблирана во власта. Ова другата била помалку етаблирана или воопшто не била етаблирана. Да. Така што овој момент очекувам, не се случи сега, туку има своја една длабока историја. Се надевам дека тоа може да се премамни, дека треба еден момент ќе дојде да се премамни како со црквата, нели што се премамна. Меѓутоа, општо земено се бугарската политика губи на тоа. Па ние не би се замарале со нивниот став за македонскиот јазик ако надмени штети во евроинтегративниот. Да, сега е тој момент што го искористија. Порано имало други, да речеме, печки, нели? Кои што ги користеле во тој момент политички печки. Значи немало секогаш влез во Европска унија, туку имало некои други ситуации политички и така натаму. Значи воопшто не е тоа чудно да се надеваме дека разумот ќе преовлада. Вам како професор кој што научно се занимава со јазикот, ве изненадува ли колку е македонскиот јазик
ставен на маса како ајде да не речам преговарачки алат на Бугарија. И зошто овде европските сили кои што одлучуваат, бидејќи Бугарија несомнено го злоупотребува своето членство во јас ке речам во Европската унија, меѓутоа ви изненадува ли тоа што нема реакција дека за овој дел, за македонскиот јазик, за кој што постојат фактографии, некој сака да преговара? Ако смеам така да кажам, во светот на дипломатијата се остава споровите да се решат меѓу тие две страни, да речем, условно речено, па дури во личниот живот, комшиите ќе кажат не се мешаме во вашите домашни расправи, туку вие решете ги, ние ќе ги поддржиме. Така некако, ако смеам да кажам, личи и ова. Се очекува 5-1 решение до кое што може да дојдат бугарската и македонската страна. Решение како што се случи, да речем, и со црквата, македонската и српската страна и така натаму. Меѓутоа, сепак, објективноста е на наша страна, затоа сведочи дека македонскиот јазик е застапен во научни истражувања, во како јазик, да речеме, во етаблиран, веќе поставен во Европската унија сега и надвор од неја и така натаму, што значи индиректно дека луѓето или заедниците или државите се сепак на нашата страна. Да, ама професоре, кога се прави компромис за решение на еден спор, попуштаат и двете страни. Кога беше прашањето со името на државата, направивме отстапка која што потоа донесе членство во НАТО. Во еден таков компромис кој што сега би требало да се постигне со македонскиот јазик, постои ли решение каде што македонски јазик би имало своја придавка, би имало додавка, би имало, бидејќи верувам дека ниту еден човек во државата не би го прифатил тоа. Ниту еден човек, тогаш каков компромис е можен? Ниту една политичка партија, се надевам, никој тоа нема да го прифати. Каков компромис е можен? Можен е компромис дека да се толерираат, односно да се прифатат реалностите што постојат, а реалноста е дека македонскиот јазик постои како народен јазик, како стандарден јазик и јазик кој што има своја длабока историја. Сега, митови, да речеме, митовите се градат и на двете страни, да речеме, митот на бугарската култура е дека се потекнува од Охрид, иако имат и Трновската патриаршија во тоа време. Сега ќе споменам Охридската архиепископија, наспроти Трновската патриаршија, дека најголемиот дел, еден од митовите, е дека на природбата во 19 век се случувал токму во Македонија. Меѓутоа, тоа објективно не е така, бидејќи и во таа втора половина на 19 век, кога почнуваат тие национални движења, што условно ги нарекуваме природба на културата, природба на нацијата, македонските интелектуалци, интелектуалците од нашата средина, се противат на наметнувањето на бугарскиот тогаш литературен јазик во настанување за да го прифатат како свој. Значи, ниту еден македонски интелектуалец, внимавајте, од втората половина на 19 век не го прифаќа бугарскиот литературен јазик. Така. Ајде да се осврнеме на оно што дома го правиме со јазикот. Најавени беа измени во законот за употреба на македонскиот јазик, кои што во него се предвидени отварање на лекторати во странство, треба да има инспекторат кој што ќе се грижи за употребата на македонскиот јазик, иако беше најавено пред некаде 2,5 години, такви измени не се донесени. Значи, измени на законот за употреба на македонскиот јазик Советот за македонски јазик, кај што сум сега актуелен председател, ги направи и тоа беше усвоено во собранието. Меѓутоа, ние сакавме да отидеме и чекор натаму, а тоа е да направиме практички нов закон за употреба на македонскиот јазик, во кој што токму, и ви благодарам што го поставите тоа прашање, лекторатите ќе бидат, односно пласирањето на културната политика, јазичната политика надвор од државата ќе биде еден од приоритетите. Секаде,
барем во југоисточна Европа, затоа што сум запознат, постојат тела во рамките на државата кои што се грижат за етаблирањето, пласирањето на својот јазик да се изучува на странските универзитети, нели? И натаму и во неуниверзитетските места, како на пример културните центри во рамките на амбасадите, оној кој што сака може да го изучува јазикот на таа држава. Сега, тука наидовме на големи отпори, неочекувано, затоа што на некој начин... Чии отпори? Во државите каде што сакаме да ги... Не, од нашата седина овде. Аха. Мислам, тоа е многу важно да означиме. Зошто? Затоа што се работеше за некои привилегии стекнати во известни услови. Сакам да потсетам дека во времето на социјализмот, внимавајте, во времето на социјализмот постоеше културна комисија за соработка или комисија за културни врски со странство, кое што беше во рамките на државата етаблирана и кое што се грижеше за објавување на книги на наши писатели надвор во странство, и не само на македонски, на други јазици се разбира. Понатаму се грижеше за пласирање на музика, култура, сликарство и така натаму и така. Но меѓу другото, постоеше одбор за лекторати кој што токму се грижеше да се пласираат или да се отворат лекторати на странските универзитети. Потоа, некаде во времето на Милошевиќ, на власта на Милошевиќ во тогашна Југославија, почна смалување на тоа рамниште и лекторатите, прашањето за лекторатите се префрли на УКИМ, кој што беше тогаш монопол, единствен универзитет во државата. И понатаму тоа се префрли на семинарот за македонски јазик, литература и култура, меѓународниот семинар. И сега кога рековме дека за таква политика треба да се грижи некое тело или некој одбор во државата, бидејќи тоа е државна политика, тогаш наидовме отпори. Кој го прави тој отпор? Кому мене ми е на некој начин необјаснливо да има внатрешен отпор. И мене ми е необјаснливо. Тоа е политички отпор. Значи политички отпор не на политичари, туку на луѓе од нашава струка, нели? Зошто? На професори? На професори, на институции, да речеме УКИМ и така натаму. А зошто? Кој би било оправдувањето за... Затоа што се мисли дека ќе се загубат да бидеме вака попрактични средства некои што ги добиваат како дотација од државата за оваа работа. Сега, доказ дека сме биле и тогаш се едноставно се стави тој процес во мирување во тогашната влада, нели? Се стави процес во мирување со надеж дека еден момент ќе се реши. Меѓутоа, што се случи сега, ова што сега се случува, не само со Бугарија, воопшто. Признавањето на црквата како позитивен чекор и други позитивни чекори, етаблирањето во ЕУ, го наметнува тоа прашање. Кој може да го реши отворањето на лекторат, да речеме, во Германија? Некои лекторати, ние имавме многу лекторати во Германија, 3-4, сега немаме ниту еден. Да. И сега кој може да го реши тоа? Може да биде, тоа е веќе државно политичко прашање, а потоа се префрла на универзитетите и тие си го работат своето и на крајот се отвара еден лекторат кој што значи афирмација не само на јазикот, туку на македонската култура воопшто. Сега се надевам дека тоа ќе се реши, се надевам. Ние како Совет работиме и натаму на тоа прашање, иако е многу деликатно. Последен доказ е дека требаш да се отвори, нели, се ветило да се отвори уште еден лекторат во Република Турција и тоа во Анкара, и дека тој потеќе сега за сега неуспешен. Зошто? Затоа што тука треба држава со држава да комуницира, а потоа да се спушта нели рамништето на определени рамништа, односно универзитети и така натаму. Колку лекторати имаме, професор Акени? Тоа се менува. Значи, меѓутоа, од некои си, и точно знам, 25 во времето на социјализмот, сега имаме 8, 7, 8, 9, 10 се менува. Например, во Република Унгарија ние имавме лекторат по македонски јазик, сега го нема, нели? И сега наводно се обновил, нели, и да се надеваме дека така ќе биде. Она што е многу важно, во државите на Европската Унија, ние имаме мощне малку лекторати, особено
оние држави што се основачи на Европската унија, да рече. Да споменам Италија, да речеме. Например, имавме во Неапол многу убав и многу со добра традиција лекторат кој што организираше симпозиуми и така натаму. Сега го нема. Сега. Но од друга страна имаме една друга ситуација што е можна позитивна за нас, дека самите центри универзитетски отвораат изучување на македонскиот јазик со своји луѓе, можеби потекло македонци или со нивни луѓе и така натаму. Таков е случајот со Универзитетот во Загреб, каде што јас 14 години предав македонски јазик, каде што постои етаблирана катедра за македонски јазик и книжевност и така натаму. Сега, меѓутоа, сепак да заклучиме, сепак е тоа државна политика. Државата го води, односно, соодветно тело при државата, таков е случајот со Хрватска, ја води таа политика. Ова тело нас во Македонија кој е надлежен за тоа? Не постои. Телото не постои. Надлежен е, теоретски е надлежен семинарот. Семинарот е при УКИМ. Сега се обидуваме, се надеваме дека ќе успееме да се отвори изучување на македонскиот јазик, не реков лекторат, на Универзитетот во Корча. Од многу прости причини. Тие се расположени за тоа, затоа што тамо има македонска заедница, но има и други кои што сакаат да го изучуваат македонскиот јазик, и тоа на две групи, групата за етнологија и групата за туризам. И еден лекторат во Бугарија. Значи, да се надеваме, а зошто па да не? Не, чекайте, во Бугарија се, значи, во едно време во Универзитетот во Велико Трново се изучуваше македонска книжевност, не знам сега каква е ситуацијата, овде се изучува кај нас бугарска книжевност, зошто да нема лекторат, мислам. Лекторатите се мостови на пријателство, не се мостови на Добра, ако го земеме примерот во Битола, можеби не се мостови за пријателство. Бугарија отвори свој центар таму. Тоа е провокација. Затоа велам. Нема не, значи дали со провокации се решаваат сега? Па сигурно дека не, професоре. Конта прашање, дали се решаваат работите? Не, се решаваат со еден почит и со едно разбирање меѓу страните. Професоре, имаме уште многу материја кога е во прашање македонскиот јазик, времето толку ни дозволува. Јас ќе ве поканам повторно да бидете гостин во утрински брифинг во некој од наредните изданија. Овде некаде ќе го завршиме разговорот, барем кога се опрашање идеите со како да се спротивставиме на негацијата на Бугарија. Тоа е несомнено, лекторатите имаат огромна улога во сето тоа. Ширењето на македонската култура има огромно. Со многу труд, со работа, со афирмација на својата наука, нели? И со, многу е важно, личните контакти меѓу професорите од различните универзитети, нели? Што веќе тоа постои. Така. И тие треба да ги потикнуваме. Ви благодарам на одвоеното време. Благодарам.